За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење семафор торта, како главно јадење телешко печење полнето со спанаќ, за десерт Нью Йорк торта. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите семафор торта. Прво во сад за матење ги кршиме двете јајца. Матиме со миксер и додаваме сол. Додаваме 50 мл масло за јадење. Не прекинувајќи со матењето, додаваме 125 мл јогурт. Потоа го исклучуваме миксерот. Додаваме 3 лажици брашно. Мешаме со жица за матење. Додаваме уште една лажица брашно. Во садот за матење додаваме 2 кафени лажици црвен пипер. Додаваме половина кесичка прашок за печиво. Повторно мешаме. Потоа со готварска четка ја намрсуваме тавата за печење. Во намрсената тава го истураме тестото за торта. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 5 до 10 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме, претходно исчистениот и измиен спанаќ го ставаме во тенџере со зовриена вода да се обари. Во поголем длабок сад го ставаме маргаринот. Посолуваме и матиме со миксерот. Откако маргаринот е изматен, го исклучуваме миксерот. Во садот го рендаме сирењето. Ја додаваме уртата. Повторно матиме со миксерот додека смесата стане еднолична. Потоа во садот ја додаваме павлаката. Матиме со миксер додека добиеме хомогена смеса. Шунката ја сечкаме на коцкички. И сечканата шунка ја додаваме во садот. Мешаме со лажица. Обарениот спанаќ го вадиме од тенџерето, го ставаме во цедалка. Потоа го гмечиме спанаќот за да истиснеме целата вода. Исцедениот спанаќ ситно го сечкаме. Во сад за матење кршиме 2 јајца.
Mati meso mikser. Dodavаме 50 ml maslo za jadenje i 125 ml jogurt. I dodavаме 4 lažici brašno, polovina kesička prašak za pečivo. Mešame so žica za matenje. Со готварска четка ја намрсуваме тавата за печење. Потоа во тавата го истураме тестото. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 5 до 10 минути на температура од 200 степени. Во садот за матење ги кршиме последните 2 јајца. Матиме со миксерот. Додаваме 50 мл масло за јадење и 125 мл јогурт. Во садот го додаваме спанеќот. Матиме со миксерот. Потоа додаваме 4 лажици брашно и половина кесичка прашок за печиво. Мешаме со жица за матење додека смесата стане еднолична. Додаваме уште една лажица брашно и повторно мешаме со жицата. Со готварска четка ја намрсуваме тавата за печење повторно и во неа го истураме третото тесто. Ја ставаме тавата во ревна. Печеме 5 до 10 минути на температура од 200 степени. Потоа во поголем длабок сад со жица ја матиме павлаката. Ја филуваме прво кората со спанет. Врз филот ја ставаме жолтата кора. И неа ја филуваме. Го размачкуваме филот по целата површина на тортата. На крајот ја ставаме кората со црвен пипер. Врз неа нанесуваме од павлаката. И страничните делови од тортата ги премачкуваме со павлака. Во фишекот хартија полниме кетчуп. Со помош на фишекот по тортата цртаме концентрични кругови. Потоа со чепкалка од круговите правиме форма на пајакова мрежа. Декорираме со листови макдонос. Декорацијата ја завршуваме со кругови од парен морков на страничните делови од тортата. Сечеме парче од семафор тортата. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од 2 јајца, 4 лажици брашно, половина прашок за печиво и црвениот пипер, испечете првата. Од 2 јајца, 4 лажици брашно и половина прашок за печиво втората, а од 2 јајца, 4 лажици брашно, половина прашок за печиво и обарениот исцеден исечкан спанаќ, третата кора. Со миксер изматете го маргарином. Додадете ги ренданото сирење и урдата. Во филот мешајте ја павлаката. Филувајте ја кората со спанаќ. Нанесете ја жолтата, филувајте, прекрите со кората со црвен пипер, филувајте ја тортата и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите телешко печење полнето со спанаќ. На ситната страна од рендето во длабок сад ја рендаме кората од лимон. Потоа лимонот го сечеме на половина. Го цедиме во цедалка. Мајчината душичка пак ја рониме со раце и ја додаваме во длабокиот сад. Во садот го додаваме и лимоновиот сок. Во садот додаваме маслиново масло.
Телешкото месо го ставаме во садот. Месото го превртуваме. Го оставаме да отстои 2 дена во маринада. Кромидот ситно го сечкаме. Во тенџере на оган го ставаме путерот да се растопи. На растопениот путер го ставаме исечканиот кромид да се прши. Претходно исчистениот и измиен спанаќ ситно го сечкаме. Исечканиот спанаќ го додаваме во тенџерето на оган. Сланината ја сечкаме на коцки. Исечканата сланина ја додаваме во тенџерето. Промешуваме. Во друго тенџере на оган налеваме 300 мл вода. Додаваме од белото вино. Потоа во тенџерето ја додаваме коцката да се вари супа. Тенџерето со испржениот фил од спанаќ пак го тргаме од оган. Филот го претураме во длабок сад. Во садот ги додаваме лемните трошки. Јајцето го кршиме и го додаваме во садот. Промешуваме. Потоа го вадиме месото од садот со маринадата и го ставаме на даската за сечење. Месото го засекуваме на повеќе места за да добиеме рамна површина за ролување. Врз месото го нанесуваме филот од спанаќ. Виткаме ролат. Ролатот го зацврстуваме со готварски конец. Потоа ролатот го ставаме во тава за печење. Го преливаме со маринадата во која стоеше месото. Потоа ролатот го преливаме и со супа. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 90 минути на температура од 200 степени. По час и половина ја вадиме тавата од рерна. Ролатот го ставаме на даската за сечење. Го отстрануваме готварскиот конец. Ролатот го сечеме на тенки коси парчиња. Парчињата ролат скалесто ги редиме од едната страна на чинијата за сервирање. На другата страна на чинијата ги сервираме главичките претходно обарен прокелј. Претходно сварените моркови со алатка ги сечкаме на кругови. И парчињата морков ги нанесуваме на чинијата за сервирање. На чинијата ги сервираме преостанатите главички прокелј. Со лажица, парчињата ролат и зеленчук ги преливаме со сосот од тавата. Телешкото печење полнето со спанаќ го украсуваме со гранче копар. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Маринирајте го месото во мешавина од рендана коре и сок од лимон, мајчина душичка и маслиново масло. Од испржениот кромид, спанаќот, сланината, лемни трошки и јајце измешајте фил. Нанесете го на засеченото место. Свиткајте ролат, зацврстете го, прелите со маринадата и супата од коцка со виното. Испечете и сечете на парчиња. Сервирајте и украсете. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите New York торта. Прво кршиме 4 јајца и ги ставаме во садот за матење. Матиме со миксерот и во садот го додаваме шеќерот. Кога шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа лебните трошки ги потураме со рум. Промешуваме со лажица. Во садот со мелени лешници пак ги додаваме ванилиниот шеќер и прашокот за печиво. Потоа и лешниците ги додаваме во садот за матење. Мешаме со жицата за матење. Во садот ги додаваме и лебните трошки со румот. Мешаме со жицата додека добиеме еднолична смеса. Калапот за печење го намрсуваме со маргарин. Во калапот го истураме тестото за торта. Ја рамниме површината. Потоа калапот го ставаме во редна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од редна. Потоа во сад за матење ја ставаме хоплата. Матиме со миксерот додека шлагот ја добие потребната густина. Од изматениот шлаг ставаме во 2 подлабоки сада. Во преостанатиот шлаг го додаваме чоколадниот прелив. Повторно матиме со миксерот. Потоа го отстрануваме страничниот дел од калапот. Со нож го одлепуваме пандишпанот од долниот дел на калапот за печење. Пандишпанот го сечеме на 2 дела. Првиот дел го премачкуваме со чоколаден шлаг. Од озгора го ставаме вториот дел од пандишпанот. Потоа и целата торта ја премачкуваме со чоколаден шлаг. Во поголем длабок сад врз тенџере со зовриена водена оган на коцки ја кршиме чоколадата за готвење. Чоколадото го топиме на пареа. Мешаме за побрзо да се растопи и додаваме масло за јадење за да добие сјај. Садот со растопеното чоколадо го тргаме од оган. Со растопеното и изладено чоколадо ја преливаме филуваната торта. Потоа во лажица ставаме боја за тесто, додаваме малку вода. Растворената боја ја додаваме во првиот сад со шлаг. Добиениот жолт шлаг го полниме во фишек од хартија. Го отсекуваме врвот од фишекот. Со помош на јајце, од жолтиот шлаг формираме 4 цвета со кои ја украсуваме New York тортата. Во лажица повторно ставаме боја за тесто и додаваме малку вода. Оваа размешана боја ја ставаме во вториот сад со шлаг. И добиениот зелен шлаг го полниме во фишек од хартија со кои формираме листови околу цветовите на New York тортата. Готовата торта ја ставаме на чинија. Во готварски шприц го полниме преостанатиот чоколаден шлаг со кој ги украсуваме краевите на тортата. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од јајцата изматени со шеќер, лебните трошки со рум и лешниците со ванилин шеќер и прашок за печиво подгответе смеса. Испечете пандишпан и сечете го на половина. Премачкајте првата кора со изматена хопла со чоколаден прелив. Ставете ја втората и филувајте ја тортата. Нанесете растопена чоколада, украсете со жолти цветови и зелени листови од шлаг со боја на тесто и чоколаден шлаг. Добар апетит!
најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре.